Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во нашето проучување на Светото Писмо се наоѓаме во првата глава од Евангелието според Лука, каде читаме како Бог, откако 4 векови не даде никакво откровение преку пророк или ангел, конечно прати ангел на земјата за да го најави раѓањето на Јован Крстителот. Додека неговиот татко Захарија се молеше во храмот, ангелот го најави раѓањето на Јован. Потоа ангелот Гаврил појде кај една девојка по име Марија, и иако таа беше девица, и кажа дека ќе роди син, кој ќе биде спасител. Самата Марија му го постави прашањето: како може тоа да биде кога не знам за маж? Односно, како може да зачне кога е девица? Ангелот и кажа дека нејзиното зачнување ќе биде чудо, и доктор Лука јасно ги запишал тие зборови, за да знаеме дека зачнувањето на Марија е божествена интервенција. Ангелот и рече на Марија: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Патем и раѓањето на Јован Крстителот беше чудо, иако неговата мајка Елисавета не беше девица. Но во сето тоа треба да имаме на ум дека кога Бог сака да направи нешто за да ги исполни своите совршени цели, тој ќе најде начин како да го стори тоа. Во стих 37 ангелот вели: зашто кај Бога ниеден збор не останува невозможен. Сакам да ги објаснам овие зборови, бидејќи за жал многу луѓе ги толкуваат на погрешен и себичен начин. Да, вистина е дека за Бог нема ништо невозможно. Кога тој ќе каже нешто, можете да бидете сигурни дека ќе го исполни, но тоа не значи дека Бог ќе направи се што ние од него ќе побараме. Денес има многу луѓе кои ја земаат оваа вистина дека за Бог ништо не е невозможно, ја комбинираат со други стихови од Библијата и доаѓаат до заклучок дека се додека веруваат, Бог е должен да им го даде тоа што од него го бараат. И сето тоа го прават од себични причини. Некои од нив во својата глава си зацртуваат одредени желби и планови и очекуваат дека Бог ќе ги благослови сите нивни животни амбиции. По некое време, кога ќе се соочат со неуспех или вистински учат што значат овие зборови, или се разочаруваат, или се соочуваат со отпаѓање од верата. Но, во сето ова, треба да имаме на ум дека таквите ситуации се и лошо сведоштво пред луѓето кои не веруваат и лоша реклама за христијанската вера. Стих 38. Марија пак рече: еве ја слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои, и ангелот си отиде од неа. Марија ни дава одличен пример за тоа што значи да му се верува на Бог. Таа целосно се потчини на Божјата волја, велејки: нека ми биде според зборовите твои. Да, од една страна неа и беше најавена огромна привилегија, но од друга страна мора да имате на ум дека станува збор за млада девојка на која животот драстично ќе и се промени. Навистина се надевам дека поучени од нејзината побожност и понизност, и ние денес ќе научиме како секојдневно да ја прифаќаме и следиме Божјата волја, која пак ни е откриена во Светото Писмо. Потоа Марија отиде да ја посети својата роднина Елисавета. Марија живееше во Назарет, а Елисавета во Ерусалим, што значи дека Марија патуваше кон југот. Стихови 39 до 45. А Марија стана во тие дни и поита во Ритскиот крај, во градот Јудин, па влезе во домот на Захарија и ја поздрави Елисавета.
Штом го слушна Елисавета поздравот на Марија, заигра детето во утробата неизина, и Елисавета се исполни со Дух Свети, па извика гласно и рече: Благословена си ти меѓу жените, и благословен е плодот на твојата утроба. И откаде за мене ова, кај мене да дојде мајката на мојот Господ? Зашто ете, штом гласот од твојот поздрав одекна во ушите мои, од радост ми заигра детето во утробата моја. И блажена е таа која поверува, зашто ќе се исполни она што и рекол Господ. Ова е навистина интересна средба, во која гледаме како Светиот Дух действувал во срцето на Елисавета. Патем, овие зборови кои предмалку ги прочитавме се напишани како поезија, што значи дека Елисавета е всушност првата личност која има запеано песна во Новиот Завет. Да ве подсетам дека станува збор за сопруга на свештеник, а таа и нејзиниот сопруг Захарија верно му служеа на Господ долги години. Во стиховите кои ги прочитавме, Елисавета ја охрабрува Марија. Патем, при оваа средба, Марија била млада девојка, а Елисавета жена во поодминати години. Не само ангелот, туку и Елисавета ја нарекува Марија блажена, поради тоа што поверува во тоа што Господ и го кажа. Ова е еден вид на поттик и охрабрување за Марија, на која и тоа како и беше потребно охрабрување. Но, забележете ја и нејзината реакција. Откако Елисавета заврши со нејзината песна, Марија почна да му пее на Господ со следните зборови. Стихови 46 и 47. И рече Марија: Мојата душа го велича Господа, и мојот дух се зарадува во Бога Спасителот мој. Дали Марија имаше потреба од Спасител? Се разбира, стихот кој го прочитавме е многу јасен. Таа се зарадува во Бог, нејзиниот Спасител. Стих 48. Зашто ја погледна смиреноста на слугинката своја, и ете, од сега ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија. Сакам да нагласам нешто многу важно, а тоа е дека во Светото Писмо Марија јасно е наречена блажена, но никогаш не е поставена на исто рамниште како Господ Исус Христос. Затоа велам дека ние како христијани треба да ја почитуваме, треба да учиме од неа и да се угледаме на неа, но не и да и се поклонуваме. Таа е жена на која и е дадена најголемата привилегија во историјата, да биде личноста преку која Господ Исус ќе дојде на овој свет. Но да не заборавиме дека само Господ е достоен и ја заслужува нашата слава. Стихови 48 до 55. Зашто ја погледна смиреноста на слугинката своја, и ете, од сега ќе ме нарекуваат блажена сите поколенија, зашто силниот ми направи големи дела и свето е неговото име, и милоста негова е од колено на колено за оние што се бојат од него. Тој покажа сила со раката своја, ги распрсна оние што се возгордеа со мислите во срцата своји, ги симна силните од престоли и ги воздигна понижените. Гладните ги исполни со добра, а богатите ги отпушти празни. Го прифати Израел својот слуга, сеќавајќи се на милоста како што им зборуваше на татковците наши, на Авраам и на семето негово довека. Очигледно е дека Марија имаше добро познавање на писмото. Тоа многу добро се забележува од нејзините зборови. Таа ги спомнува ветувањата кои Господ му ги даде на Авраам, а како што ќе забележите подоцна, и Захарија кажа нешто слично, кога Господ му го врати гласот при раѓањето на неговиот син. Стих 56. И остана Марија со неа околу 3 месеци, па се врати дома. Сега доаѓаме до извештајот за раѓањето на Јован Крстителот. Нема да имаме време детално да размислуваме за сите стихови, но ќе се обидам да ги нагласам некои од стиховите кои сметам дека се поважни.
стихови 57 до 60. А на Елисавета и дојде времето да роди и таа роди син. Кога слушнаа оние што живееја околу и роднините неизини дека ја удостоил Господ со својата милост, се радуваа со неа. На 8-миот ден дојдоа да го обрезат новороденчето и сакаа да му го дадат името на татко му Захарија. Но мајка му одговори и рече: не, туку ќе се вика Јован. Причината поради која сакаа да го наречат Захарија е поради татко му. Тоа било вообичаено во тоа време. Но, кога Елисавета рече дека ќе му го дадат името Јован, на сите им стана чудно, бидејќи не само што татко му не се викаше Јован, но и во нивното семејство немаа човек по тоа име. Стихови 61 до 63. И рекоа неизе: никој нема меѓу твоите роднини кој го носи тоа име. И го прашаа со знаци татко му, како би сакал да го наречат. Тој побара штичка и ги напиша зборовите. Јован му е името. И сите се зачудија, и уште во истиот миг му се отвори устата и му се одврза јазикот негов. И зборуваше, благословувајќи го Бога. Конечно, Захарија можеше да зборува за Господ и да го слави неговото име. Сигурен сум дека до овој момент тој во своето срце го славел Господ, но сега можел да го прави тоа јавно. Знаете, кога Господ ќе ги одговори нашите молитви, не треба да заборавиме да го благословиме за тоа. Односно, да му благодариме, да го славиме, но и да им кажеме на другите за неговите дела. Не е добро кога му се обраќаме на Господ и кога практикуваме побожност само кога сме во потреба. А кога нашите потреби ќе бидат исполнети и нашите молитви одговорени, да заборавиме на Господ, кој е извор на секое добро. Стихови 65 и 66. И ги обзеде страв сите што живееја околу и прикажуваа за сето тоа по целиот крај јудејски. Сите што слушнаа го зедоа тоа при срце и велеа: што ли ќе стане од тоа дете? И раката Господова беше со него. На многу луѓе им беше јасно дека станува збор за необично дете. Текстот вели дека луѓето беа обземени со страв и тоа беше така, бидејќи неговиот татко Захарија го изгуби гласот се додека детето не се роди, а и самото тоа што неговата мајка Елисавета зачна на стари години исто така беше чудесно и несекојдневно. Во следните стихови ни е запишана и песната на Захарија. А Захарија, татко му, се исполни со Дух Свети и пророкуваше велејки: благословен да е Господ Бог Израелов, зашто го посети и го избави народот свој и подигна за нас мокно спасение во домот на Давид својот слуга, како што говореше одамна преку устата на своите свети пророци, дека ќе не избави од непријателите наши и од рацете на сите што не мразат. Патем, Јован Крстителот не беше Давидок потомок, но кога татко му вели дека Господ подигнал спасение во домот на Давид, тоа се однесува на израелскиот народ. Тој исто така ги спомнува и пророците. Бидејќи Господ преку пророците навистина вети дека ќе даде избавување за израелскиот народ. Јован Крстителот не ги избави израелците, но беше претходник на вистинскиот избавител. Продолжуваме со читање, стихови 73 до 75. За да ја пројави својата милост над татковците наши и да се сети на светиот завет свој, на заклетвата со која му се заколна на Авраам, нашиот татко, дека ќе ни даде, штом не избави од непријателите наши, без страв да му служиме во светост и правда пред него преку целиот наш живот. Интересно е тоа што во овие стихови Захарија се враќа уште поназад, дури во времето на Авраам. Ке ве подсетам дека во книгата Создавање или Битие, Бог му вети на Авраам дека преку неговото потомство ќе ги благослови сите народи на земјата.
Повторно ќе напоменам, тоа ветување не се исполни преку Јован Крстителот, туку преку Господ Исус. Но се чини дека Захарија, исполнет со Светиот Дух, почувствува дека сите тие славни ветувања, кои Господ му ги даде на својот народ векови наназад, почнуваат да се исполнуваат пред негови очи и затоа го слави Господ. Сега, во следните неколку стихови, Захарија му се обраќа на својот син и ја пророкува неговата иднина и животен повик. Можам да замислам како го зема Јован Крстител во раце и му вели: а ти, дете, ќе се наречеш пророк на Севишниот, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му ги приготвиш патиштата негови и да му дадеш на народот негов сознание за спасение, преку проштевање на гревовите нивни заради големото милосрдие на нашиот Бог. Тоа е ветување кое Бог го даде преку пророкот Малахија, а исто така и преку пророкот Исаија. Стих 80. А детето растеше и крепнеше со духот и живееше во пустина до денот кога им се јави на израелците. Јован Крстителот беше на вистина несекојдневна личност. Тоа може да се види и во другите евангелија. Во тоа време доста луѓе го почитуваа, иако за него мислеа дека е и малку чуден, особено поради неговиот животен стил. Сега доаѓаме до втората глава од Евангелието според Лука. Всушност, нема да имаме време денес да ја прочитаме, но сакам само да најавам за да знаете за што ќе размислуваме во следната епизода. Во втората глава од ова Евангелие ни е запишано раѓањето или подобро кажано отелотворувањето на Господ Исус. Со други зборови, во следната епизода ќе размислуваме за првиот Божик. Нема да навлегуваме во дебатата на кој датум е роден Господ Исус, бидејќи сметам дека тоа не е толку важно колку што е важен фактот дека тој дојде на оваа земја за да не спаси нас грешниците. Би ве охрабрил да продолжите да ги слушате овие епизоди и да читате од Светото Писмо заедно со мене, бидејќи на тој начин подобро ќе се запознаете со неговата содржина. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.